Димитар Ќорнаков, Петар Милучковски, Радољуб Анастасов, Владимир Светиев, Милка Евтимова, Томислав Шопов, Ристо Грубче, Борис Романов и Димитри Мариновски денеска добија решенија за национални пензии за придонес во културата согласно измените во Законот за култура. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, откако ги додели националните пензии, изрази задоволство и воедно се заблагодари од името на владата за нивниот придонес и промоција на македонската култура. Оваа втора група која што ги исполни условите, нели се здоби со националната пензија, се наши истакнати личности од областа на уметноста, архитектурата, музиката и така натакат. Се работи за 9 истакнати личности кои што денеска им ги врачивме решенијата за национални пензии. Јас се надевам дека од огромно значење пред се што еве ние како Министерство за култура и како влада даваме почит за целокупниот нивни допринос и за сето она што го направија за промоција на културата и уметноста во нашата држава и не само во нашата држава и надвор од нашите граници. Јас се надевам дека оваа титула национални пензии за сите личности ќе биде од огромна важност пред што еве се одава една благодарност и се разбира еден вид на материјална поддршка за сето она што го направија во изминатиот период. Една помеѓу оние кои денеска добија национални пензии беше и македонската оперска дива Милка Евтимова. Јас од се срце се заблагодарувам од сите, мислам, нас присутни кои сме денеска наградени, до Министерството, посебно до Министерката и до државата, затоа што ова не се десило никогаш и сега тоа е прв пат и тоа е за големо благодарност и за поздравување што тоа го направија. Меѓу оние кои добија национална пензија беше и нашиот реномиран диригент маестро Томислав Шопов. Овој ден е за нас голем и би рекол едно големо благодарам на Министерката и на Министерството за култура и воопшто на владата на Република Македонија за нивната почит, за нивното вреднување на нашите уметници и воопшто на уметноста. Секако дека и овај финансиски придонес кој што ќе му значи многу на секој уметник во овие негови последни години во животот, да не биде така малце така опуштен и за да повеќе ги посетуваме сите уметнички збиднувања, перформанси, да уживаме во уметноста на младите луѓе и да се потсеќаме на нашите време кога ние сме биле на штиците и кога сме биле активни уметници и сме го збогатувале животот на сите луѓе во Македонија. Благодарам. Во името на театарските уметници се заблагодари и Владимир Светиев. Во името на театарските уметници да се заблагодарам на Министерството за култура, на Министерката. Јас ова награда ја доживувам, ова признание, како круна на изминатите мои творечки години на сцената, кои започна некаде 30-тите години од минатиот век и првата деценија од новиот милениум. И верувам дека во сите овие години поминати во театарот достојно ја заштитував мојата професија. Прва група која неодамна доби национални пензии беше составена од околу 40 на истакнати уметници. Сите национални пензии за нив се исплатени по редослед, потенцираше Канчевска-Милевска, задоволна што Министерството и владата изнашле начин на кој што може да ја покажат својата благодарност и почит кон културните уметници, мощне значајни за зачувување и развојот на македонското културно богатство.